Подобро е пократко време да имаме рестриктивни мерки, отколку да имаме целосно отоварување на здравствениот систем. Оваа изјава на првиот човек на МВР го навести новиот полициски час. Заострувањето на рестриктивните мерки ги засили и барањата на дел од партиите и организациите за стопирање на пописот и негово одложување. Денеска бе обелоденети две иницијативи, иако под исто име сепак независни едно од друга, а со иста цел – одложување на пописот за догодина. Националниот блок Не отварам врата во собранието поднесе иницијатива за поништување на законот според кој се одвива актуелниот попис. Една од главните причини зашто ова се бара е пандемијата и зголемувањето на бројот на новозаразени. Надвор од секаква логика е, заедно не може да одат политички час и во исто време да се спроведува и попис. Од тука, ние веруваме дека пратениците ќе бидат на висината на задачата, ќе покажат едно лидерство, ќе го израдуваат народот со едно единство и ќе го прифатат овој наш закон за престанување на важење на законот за попис и во едно померно време да постигнеме еден национален и политички консензус и во едно померно време кога ќе имаме нула опасност од зараза од коронавирусот да спроведеме еден попис. Речиси истовремено во собранието Левица најави кампања под истото име Не отварам врата за стопирање на пописот за кој сметаат дека бил политички наметнат и дека нема да биде статистичка операција. Во ситуација кога вие имате една од највисоките смртности во регионот, имате огромен број на заболени, имате по 300-400 дневно заболени, за утрешниот ден се најавени и рестрикции, вие да туркате ваков процес насила е апсолутно недозволиво и затоа ние ќе направиме се да го спречиме. И главната опозицијска партија ВМРО ДПМН пред неколку дена поднесе предлог закон за поништување на законот за попис. Надлежните и покрај влошувањето на ситуацијата со COVID-19 во земјава засега не планираат одложување на пописот кој теренски треба да се спроведе од 1 до 21 април. Сега тече само попишувањето на диаспората преку апликацијата на Државниот завод за статистика. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.